Во новинарството сум веќе 5 години, 4 години работев како новинар, последната година веќе работам како главен и одговорен уредник на вести. Има доста теми кои што мора да се ублажуваат. На кој начин не можеш да го кажеш она што реално е така, односно мора да се прикријат работите дека еве ќе се направи, ќе се среди или во иднина ќе се работи на тоа и на тој начин малку темата губи од контекст. Се знаеме сите и тоа е тука најголемиот проблем. Значи, ве знаат големите, ве знаат институциите, директорите и така натаму. Меѓутоа, страв се појавува кај соговорниците, а не излегуваат пред камера да зборуваат, бидејќи се од тоа место, нив ги знае директорот, потоа ќе изгубат работа, потоа нема да можат да направат нешто за себе, за своето семејство и во тој контекст проблемот останува до тука до кај што е и се решава, еве не знам, по случаен избор, ако се реши, реши, ако не, тоа е. Најтешко соработуваат оние институции, еве ќе речем институции кои што се под Скопје, меѓутоа имаат своји канцеларии подрачни овде во Штип, ако станува збор за некое министерство за земјоделство, не знам, министерство за здравство и така натаму, и со нив најтешко се соработува, бидејќи кога и да побараме одговор или изјава, не упатуваат во Скопје, бидејќи тие не се едноставно надлежни за тоа да даваат одговори на нашите прашања. Кога станува збор за локално ниво, институции како локална самоуправа, институции како предпријатија, училишта, болници, немаме некој проблем со, барем во Штип, немаме проблем со добивањето на информации. Тука во Штип судот е транспарентен. Можам да кажам дека и Основен суд Штип и апелација имаат председатели кои што се транспарентни, соработуваат и имаме одговори од нив, меѓутоа ние сме регионален медиум. И кога зборуваме за Кочани, за Делчево, значи таму се многу потешко достапни за соработка и за да нели можеме да добиеме некој одговор од нивна страна. Притисоци има од сите страни, можам да кажам слободно, станува збор за закани кои што честопати се однесуваат по здравието, по животот на самиот новинар, еве на нас лично, меѓутоа и на нашето обкружување, на нашето семејство, па до финансискиот дел, односно сум имала закани, еве дека од работа ќе бидат избркани моите родители, мојот сопруг и така натаму, до степен да заради пишување на разни теми, обработка на разни теми на телевизија, имавме случај да му биде запален автомобилот на директорот на телевизијата, што навистина станува збор за закани кои што на еден начин еве големите луѓе се обидуваат да ги замолчат новинарите на локално и регионално ниво. Но на пример кога одредена тема или некој прилог го пишува новинарка, овде заканите на социјалните мрежи, навредите се многу поголеми за разлика кога пишува маж новинар. Да, и финансиите се проблем од една страна, но и слободата на говор за која што постојано зборуваме е проблем, бидејќи како новинар не можете ниту да се докажете, ниту да се истакнете, бидејќи пишувате теми кои што се ви наметнати. За да работат новинарство, пред се треба да бидат доста упорни, многу храбри, за да можат да влезат во една таква професија и да можат да работат без притоа притисоците, заканите и така натаму да влијаат врз нивниот живот и врз животот на нивните блиски.